Да, инаку овој понеделник не е само почеток на нова работна недела, овој понеделник е почеток на новата академска година. Нека име со лесно, со среќа на сите студенти, инаку токму поради овој повод, поради оваа причина, имаме денес Ивана на линк со проректорот на Универзитетот Скопје. Да го одбележиме овој свечен почеток. Ивана, добро утро! Добро утро, Искра, и до тебе, и убав понеделник, и убав почеток на новата работна седмица. И благодарам. Повелете со вашиот соговорник. Да, Искра, спомена и ти, денеска на Универзитетот Скопје започнува новата академска година. Бруцоши, студенти, професори, сите си во очекување на првиот академски час и што ќе донесе новата академска година. Првиот академски час на Универзитетот Скопје денеска ќе се одржи точно наплане во 12 часот, каде што свое обраќање ќе има и ректорот на оваа институција, професор доктор Аце Миленковски. Затоа што ќе очекуваат, односно што се ќе имаат можност да слушнат, да видат и со што ќе имаат можност да се запознаат сите студенти на денешниот прв академски час. Ова утро ќе разговарам со проректорот на факултетот Скопје, тоа на Универзитетот Скопје, тоа е професорот Зоран Ивановски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, професоре. Подготвен ли е Универзитетот Скопје за новата академска година и за првиот академски час? Добро утро и на вас и на вашите гледачи. Воедно на сите бруцоши, сите студенти, запишани во прва година сите универзитети, им посакувам успешна академска година и она што е секогаш желбата, тоа е што побрзо да завршат без проблеми. Согласно процедурите за работа и оваа година Универзитетот Скопје почнува со прв академски час, тоа е воведно обраќање на ректорот, каде што ќе ги воведе во студирањето правилата кои важат на универзитет. Меѓутоа, генерално, прво ќе добијат топло добре дојде и нормално ќе им биде пренесена желбата не само од ректорот, туку и од целиот академски тим, вработените за успех во студирањето и желба што побрзо да завршат, како што кажав. Да, верувам дека на тоа име сите желбата уште од самиот почеток, за тоа да дојде треба да имаме успешен почеток на една академска година, протокол, што друго е веќе ќе имаат можност да слушнат сите студенти денеска точно наплане во 12 часот. Па видете, академската година веќе со предавањата ќе започне од утре. Тоа значи дека денеска ќе треба да ги добијат основните напаствија, а тоа е пред се објаснување на методологијата на студирање на универзитет. Значи да се објаснат сите правила, политики, процедури кои важат на нашиот универзитет, а се насочени кон она што е и главна цел на универзитет, да обезбеди знаење, вештини и компетенции за нашите идни дипломирани. Нашата методологија е комплексна и опфаќа перманентна работа на студентите, односно целосен ангажман од присуство на часови, активност на истите, понатаму полагање редовно на парцијалните испити, односно колоквиумите, изработка на семинарски трудови, презентации, есеи, се со цел да се квалификуваат за она што значи завршен испит. Сето ова денеска во форма на презентација ќе биде представено од страна на ректорот, а потоа поединечно деканите на факултетите ќе ги преземат своите студенти за да им бидат врачени и индексите кај нас е во електронска форма, заедно со юзернейм и пасворд, она што е најважно за да може да пристапат и на електронската платформа на универзитетот, на која се веќе поставени сите материјали кои им се неопходни за успешно совладување на академската програма, односно студискиот програм на универзитетот.
Така, професоре, што беше најатрактивно за студентите, за бруцошите оваа година, односно за кој факултет имаше најмногу интерес? Па видете, кај нас традиционално најголем е интересот за економскиот факултет и за информатичкиот. На економскиот факултет студентите имаа можност да изберат помеѓу 3 студиски програми. Првата е финансии, банкарство и осигурување, која дава една поголема ширина за едните економисти, втората е менеджмент на човечки ресурси и третата е меѓународен маркетинг менеджмент. Од друга страна, факултетот за информатика нуди традиционални студиски програми, 4 годишни и 3 годишни за стекнување на звање дипломиран IT менеджер, покрај овие наведените, секако тука е и оној факултет со кој почнал универзитетот, тоа е факултетот за туризам, кој ќе се обиде и оваа година да ишколува доволен број на дипломирани студенти кои ќе го најдат своето место во туристичкиот сектор на нашата земја. Да, денеска покрај тоа што студентите ќе имаат можност да се запознаат и со академскиот кадар, ќе имаат можност да ги видат и предавалните кои што да се запознаат онамо каде што ќе се одвива нивното студирање, кои што се предавални, кои што се целосно дигитализирани. Па видете, универзитетот се грижи за студентите, а тоа значи обезбедување на исклучителни услови, не само во делот на професорскиот кадар, туку и инфраструктурно, односно станува збор за одлично уредени предавални, целосно покриени со IT техника, што рековте веќе вие и дигитализирани, со електронски табли кои даваат можност на професорите, а секако и на студентите, целосно и без проблеми да ги презентираат предавањата кои се планирани за одредени часови. Значи, студентите ги имаат условите кои ретко може да се сретнат на другите факултети и се надевам дека сето тоа ќе им овозможи, како што кажавме веќе и на самиот почеток, полесно, меѓутоа и попријатно да ги совладуваат планираните материјали. Така, професоре, која е вашата порака до сите млади кои што денеска почнуваат во високообразовните институции или пак веќе се дел од нив? Па видете, јас како економист секогаш размислувам околу развојот. За секој развој на една економија најбитни се инвестициите. Кога станува збор за инвестициите, често пати ме прашуваат кои инвестиции се најважни. Јас би подсетил на едно златно правило дека инвестициите во човечкиот потенцијал се најважни во секоја држава, овдека студентите имаат можност да инвестираат во себе. Значи, таа инвестиција, доколку работат вредно, марливо и ги совладуваат како што треба планираните студиски програми, ќе има возможат на студентите на крај, како дипломирани, да бидат спремни да се вклучат во економијата, односно во сите сектори на националната економија, дали станува збор за реалниот сектор или за јавниот сектор, како и да е, значи само добро подготвени студенти, дипломирани студенти со знаење, вештини и компетенции ќе можат равноправно да се носат, да конкурираат на сите позиции и успешно да ги остваруваат задачите кои им следат во реалниот сектор. Нема поважно за еден млад човек од тоа да излезе најподготвен што може од универзитетот, да го искористи времето додека е тука. Она што е и различно на универзитет е што се професорите целосно приемчиви кон студентите и постојано студентите се наш приоритет. Можам да им порачам дека ги чека добар академски кадар, кој оваа година и посебно зајакнат, така да се создадени навистина сите услови и тие не треба многу да се грижат, само треба да ги следат насоките од професорите и нормално да ги извршуваат навремено.
Благодарам, професоре, на одвоеното време. Ви посакувам успешен почеток на новата академска година. Благодарам и на вас и голем поздрав до вашите гледачи. Така ние ќе поздравиме ова утро од Универзитетот Скопје, каде што денеска нели ќе им посакаме на сите бруцоши па и сите студенти кои што повторно нели завршуваат можеби оваа година, но и го продолжуваат своето високо образование. Ќе им посакаме успешен почеток на новата академска година. Со среќа. Да, уште еднаш нека име со среќа, со лесно